Градот Скопје денеска започнува со реконструкција на улицата Никола Карев и тоа на потегот од булевар Видо Есмилевски Бата до булеварот Втора Македонска бригада, спојка која што во текот на наредната година ќе се спои со улицата Есенинова која што веќе ја градиме и де факто една од добрите мали вертикали низ градот, кога се доврши Есенинова ќе ја пуштиме во полн профил заедно со улицата Никола Карев во наредната година. Освен што оваа улица ќе ги спојува општините Центар и Аеродром, ќе ги спојува де факто и општините Кисела Вода, Центар, Аеродром и Гази Баба, со што комуникацијата на граѓаните на општина Кисела Вода до Гази Баба би била помала од 10 минути. Оваа улица во должина 510 метри ќе извршиме целосна реконструкција на асфалтната површина, во добар дел целосна рехабилитација на коловозот, како и рехабилитација на пешачките патеки, тротоарите, шахтите се подразбира, рабниците, меѓутоа и изградба на велосипедска патека. Градиме по план, како што веќе кажа, во текот на годинава де факто започнуваме со спојката на овие 4 општини. Минатата година го завршивме булеварот Христијан Тодоровски Карпо со цел да направиме нов влез во Скопје преку обиколница, па затоа годинава го започнавме булеварот Александар Македонски. Моје да апелирам како и секогаш до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните протоколи кои што важат на местата каде што се извршуваат градежните работи. Ние како и секогаш, за разлика од минатото кога се работеше по 8 по 10 месеци на еден правец, овде ќе завршиме за многу брзата реконструкција всушност значи вовед во еден поинаков квалитет на урбаното живење, имајќи во предвид дека се повеќе и повеќе инфраструктурата на градот Скопје го добива посекуваниот квалитет и за мене како градоначалник и за граѓаните на нашиот град. Пред една недела заедно со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и градоначалникот на Кисела Вода започна со изградба на булеварот Есенинова, кое што ќе биде спојување на нашите општини и подобар проток на луѓе и возила меѓу општините со кои што ние граничиме, а ова е само еден продолжеток на преку кое што ќе се подобри можноста, односно инфраструктурата на нашата територија, посебно тие улици, булевари кои што заедно не поврзуваат со другите општини, како што кажа градоначалникот Петре Шилегов, заедно со општината Аеродром, Кисела Вода, па и Гази Баба ќе добиеме по добра инфраструктура со тоа што ќе се и подобри сообраќајот. Мене ме радува фактот што се менува и начинот на реконструкција на улиците, односно се додаваат велосипедски патеки. Тоа е нешто што градот Скопје интензивно го работи во изминатиот период, посебно на територија на општина Центар, со што се покажува не само значајот и грижата за реконструкција на овие улици, него и можноста за да се даде простори на самите луѓе кои што користат алтернативен превоз, тоа се велосипедистите. Со ова се покажува начинот на кој што се главниот град, односно градот Скопје, се грижи за главните улици, пред се за улиците кои што се наоѓаат на територија на општина Центар, кои што на жалост во некое претходно време воопшто не биле третирани. Може да забележите, тој податок треба да го изнесеме во јавноста, колку улици на територија на општина Центар градот Скопје има реконструирано во изминатиот период, односно во изминативе скоро 3 години. Затоа ме радува фактот што интензивно се работи не само на територија на општина Центар, нормално јас како градоначалник на општина Центар, кој што ги застапува и граѓаните на општина Центар, посебно сме горди што доста голем интензитет се дава и во нашата општина, нешто што на жалост порано не било случај, односно на некој начин граѓаните на општина Центар биле казнувани со тоа што не се инвестирало доволно во таа инфраструктура, а сега имате скроз нова приказна на која што посебно сум горд и се надевам дека таа приказна ќе продолжи понатаму. Благодарам.